Чувството на македонците за државност и нација не им е силна страна, сметаат историчарите. Она што треба да биде најсилно, кај нас со годините се намалува, покажуваат анализите сега и пред 100 години. Нашето чувство за државност и нација се уште некако ни е бледо. Го немаме тоа чувство и затоа може да не вратиме малку назад да видиме тие луѓе во тој период како го имале тоа чувство за државност и за нација. Знаете, испаѓа дека е многу по, да речам, можете да се борите да формирате држава и нација, ама е многу потешко да успеете да го одржите сето оно за што сте се бореле. Ово меѓу другото беше тема на трибина иницирана од филмот Последниот македонец, патот до истребување. Филмот нас во суштина не враќа на времето кога нашите, да речам, предци се бореле за формирање на македонска држава, македонска нација. И прашањето е дали денеска во сосема друга форма оно што ни се случува на политички план не се рефлектира од оно што било порано и дали оние поделби кои што постоеле тогаш, кои што во филмот се представени многу добро, мене се случуваат и денеска само во една сосема друга форма. Инаку, филмот ја следи каузата на македонскиот народ која е подеднаква актуелна и сега како и пред 100 години, да се наметне пред меѓународната јавност така нареченото македонско прашање. Бидејќи денеска животот многу поценет за разлика од пред 100 години, единствен начин преку кој можеме да издействуваме да се слушне тоа македонско прашање е медиумот. И мислам дека филмот е како најдобра основна точка преку која можеме да почнеме и да дебатираме, едноставно да завршиме сето тоа што било пред 100 години. Денешната трибина беше дел од циклусот трибини што се организираат на тема Предизвици и перспективи на Македонија од Букурешкиот договор до денес.